Во Македонија знаеме дека со години традиционално, нели, а и воопшто на балканските земји имотот припаѓа на машките деца. И така е тоа со генерации, а особено најмногу е развиено во руралните средини, во каде што со години наназад жената не можела ни да замисли да побара имот од своето семејство, за да може да биде, нели, рамноправна заедно со братот. Јас сум една од најпокажуваните со прст сестра, бидејќи се сум узела на мојот брат. А историјата е друга. Искрено кажано, значи плуена од роднини, од пријатели, од како може сестра да земе имот од татко, а не братот. Ситуацијата беше јас да го наследам стопанството, бидејќи он беше самохран родител, а самохран родител и стока и дете, значи не се гледа се во, значи или требаше да се откаже од стоката, за да опстане родител. И така се договоривме со брат ми и сестра ми, мајка ми, и ете 10,5 години јас сум носител на земјоделското стопанство. Бидејќи не сме вработени на друго место, ние така се одлучивме да си работиме земјоделие и затоа како жена од рурални средини, сопругот реши да ми префрли некој од нивите на мене и да си работиме земјоделие, да имаме за екзистенција. Голем дел на жени кај нас се носители на семејно земјоделско стопанство и голем дел на жени располагаат со свој сопствен имот. Јас како родител на едно женско и едно машко дете, ќе кажувам дека кај мене имотот се дели на половина, без разлика дали е тоа женско или е машко. Затоа што можеби доаѓаме од крај каде што се уште влијаат тие стереотипи и предрасуди од порано дека имотот оди по машка линија. Кај нас го нема тоа. На моје име има се. Имотот јас го наследив од мојот татко, бидејќи јас сум единица. Немам брат, немам сестра. Ми кога имам имот, значи со тоа јас например се гордеам, што е преку мене. Иначе кога ќе одам во институции сум со жена друго пречекана. Па фактот дека само 5% од жените во рурални средини поседуваат имот на сопствено име, докажува тоа колку ние како жени од рурални средини сме немоćни, сме социоекономски слаби, за да можеме да застанеме на сопствени нозе и за да можеме да реализираме некоја сопствена идеја која што ја имаме во врска со работата која што ја работиме на село. Зошто е тоа така? Не можам нели со сигурност да кажеме дека поради тоа и тоа, но дел од моите размислување е фактот дека жената со право и е дозволено да си побара нели имот од своето семејство како нели наследник и да учествува рамноправно со машките деца во семејството при распределбата на имотот, нели, и на приходот. Но традиционалните непишани правила кои што се пренесуваат од генерација на генерација, во кое што се смета дека жената е таа која што не треба да бара или черките не треба да барат имот од своите семејства, жената од рурални средини нему ги почитува тие традиционални непишани правила и тоа го пренесува и на сопствените деца и тоа се пренесува од генерации на генерации и тоа трае и за жал еве 21 век сме, тие традиционални норми си постојат и за жал женските деца во рурални средини се помалце нели добиваат наследство од своите семејства. Целта на Националната федерација на фармери е најпрвин да се подобри положбата на руралната жена, во смисла таа да стане носител на земјата на која што работи, во смисла да добие право на пензија, да добие право на породилно
боледување и работиме на подигнувањето на нејзината свест за да се вклучат во програмите кои што се даваат преку Министерство за земјоделие. Значи треба по-голем акцент да се стави на жените од рурални средини, тие да се изборат за своите права.